го најавивме блокот во 8 часот со министерот Стефан Андоновски, министер за дигитална трансформација. Со него разговараме на повеќе теми кои што се од суштинско значење. Јас велам ќе успеели да се справи министерството со нас спрега која што имаат граѓаните со шалтерите, со администрацијата секојдневно, со генерацијскиот јаз, со проблемите кои што доаѓаат од минатото време. И на кој начин и како, но ние многу веруваме во младата генерација, така што добро утро, министре. Добро утро, ве благодарам за поканата и поздрав за оваа позитивна енергија од изутрина. Убав почеток и надеж влева услуги Gov.mk, сајтот, кој што ги надополни услугите, па сега го имаме и во ново руво. Така, утре закажавме промоција на редизајнираниот, целосно редизајнираниот нов сајт, услуги Gov.mk. Ова е проект на Европската Унија кој што заврши негде 2020 година и лансираше еден сајт кој што требаше да биде една средна точка за услугите на граѓаните, за сите услуги на граѓаните. До некаде успеа да извади на површина околу 100-120 услуги до 2024 година. Малку морам да кажам, се преземал зафат кој што е спротивен на државите од регионот или да речеме напредните држави кои што можеби ќе дигитализираат 10 услуги, но ги дигитализираат оние што граѓаните најмногу ги користат. Тука на порталот биле дигитализирани услуги кои што биле лесни за дигитализирање, но не секој ги користи и затоа неговата популарност не беше многу голема. За жал, од 2020-та кога е направен, до денес никогаш не е редизајниран. Замислете Facebook да останеше во 2020-та или Instagram или другите страници. Не можеме да го пофатиме немаше колку немаше голем напредок, така што ние одеднаш ја правиме големата промена сега, а потоа ќе одиме во 2025-та на нови промени и нови услуги на порталот, но мислам дека успеавме малку да го популаризираме овој период, да ги запознаеме граѓаните дека постои, а сега и да им овозможиме едно ново корисничко искуство кој што министре, со колку услуги го надополнивте? Ние кога дојдовме имаше околу 120 услуги на порталот, во моментот има повеќе од 200 кои што се достапни на самиот портал. Главно тоа се услугите и би ги пофалил утре на настанот, очекувам и една квалитетна панел дискусија. Фондот за пензијско инвалидско осигурување, Регулаторната комисија за енергетика, Агенцијата за храна и ветеринарство, Министерството за внатрешни работи и сите годишни огласи, односно годишниот конкурс на Министерството за култура и туризам, кој што за целокупната нивна програма за 2025-та ја постави, аплицирањето го постави преку порталот. Не дека се мислело на сите генерации. Така ми делува во Па и се покажа дека институциите започнаа да забележуваат дека е потребна ваква средишна точка. Постојано имам разговори со некои од клучните министерства и институции кои што се заинтересирани да дополнат своји услуги на порталот и мислам дека во правилна насока размислуваат сите дека ова треба да биде една точка за сите услуги за граѓаните. Кој и колку го посетува сајтот и дали сајтот е доволно, односно дали оваа ваша акција ќе ја наречеме, дали е доволно, дали граѓаните се доволно информирани за тоа? Податоците од Државниот завод за ревизија зборува дека не се доволно информирани. До доаѓањето на оваа влада имавме помалку од 120.000 корисници на порталот, а дневно се односно по корисник имавме помалку од една услуга, што значи многу голем број од корисниците само се зачлениле или се регистрирале на порталот, а воопшто не го користеле. Успеавме да подигнеме бројката на скоро 150.000 корисници, а бројот на услуги кои што месечно се даваат за околу 150%. Што значи дека граѓаните очекуваат вакво нешто од државата, но немало начин или промоција, или било тешко за користење, или не ги имало соодветните услуги. Најкористени услуги во минатото во смисла на користење на обем биле по 10 на ден, 12 на ден услуги, што значи дека не биле вистинските услуги поставени на порталот. Наша заложба и во изминатиот период направивме неколку тест проби и со приватниот сектор, со стопанските комори, со граѓаните, да видиме кои се тие најкористени услуги, за да им ги пласираме на граѓаните и се надам дека со тоа бројот на корисници ќе порасне. Добро, се очекува и да се надградувате, така што ќе расте, се разбира, бројот на корисници, а за повозрастната категорија на граѓани, како сте организирани за нив, со оглед на тоа дека верувам дека ќе им биде потребна помош во користење на сајтот. Многу држави направија грешката да се дигитализираат без да го поткренат нивото на дигитални вештини кај граѓаните. Дигитална писменост, така наречена. Дигитална писменост, дигитални вештини, основни дигитални вештини или пак инфраструктура за граѓаните, затоа што не секој има мобилен телефон,
телефон, не секој има лаптоп, компјутер или брз интернет. Така што таа грешка се надам дека нема да направиме, затоа што сме свесни уште од почетокот. Првиот начин на кој што работиме е со отварањето на центрите за услуги и кај нив имаше проблем затоа што беа така позиционирани да не им вршат многу работа на граѓаните. Или беа во една иста канцеларија со некои други служби, па луѓето одеа директно во тие служби да завршат работа, или пак беа во центарот на градот далеку од граѓаните. Или не се знаеше каде може која служба да ти заврши така, работа. И тоа е точно. Сега имаме два нови центри. Наместо затвараме, ние решивме со истите ресурси, со истите расположливи луѓе кои што се вработени во министерството да отвориме нови центри. Имаме два нови во Аеродром и во Јегуновце. Аеродром покажа дека на овој дел од градот му е навистина потребен таков центар за услуги, затоа што бројот сега е втор центар за услуги по искористеност, по број на услуги кои што се даваат. Отворивме во Јегуновце, можам да најавам во наредните 6 месеци ќе имаме 6 нови центри кои што ќе се отворат надвор од Скопје секако, и во исто време работиме да ги доближиме овие услуги до граѓаните, како со измени на законот кој што е во собрание еднакво валидно ќе биде дали сте извадиле некој документ со печат или пак сте го извадиле од националниот портал за услуги или другите државни портали со нивниот QR код кој што си носи дигитален печат, така наречен дигитален печат, QR код. Обврска ќе биде на архивите да ја проверат валидноста на тој документ, а не обврска на граѓанинот да докажува дека тој документ е вистински валиден. Така. Преку услугите за кратко време влијаете на една тешка врска која што со децени постои кај нас, а тоа е врската меѓу граѓанинот, шалтерот, односно администрацијата. Очекувате ли овој момент да наместо во цела вечност да се претвори во една секунда, условно кажам? Тоа е нашата аспирација и целта е да не чекаат граѓаните на еден шалтер, на една точка и да се создава метеж кој што предизвикува корупција. Затоа што свесни сме дека, например, матичното во Скопје, поранешната зграда на Комерцијална банка, беше средиште и на гужви, ама и на корупција. Зошто? Затоа што луѓето не можат да чекаат, особено кога станува збор за итни случаи. Затоа сакаме со овие канцеларии за услуги, а и преку порталот, уште повеќе оние кои што можат преку порталот, да го олесниме пристапот и секој да има близок канал, дали е тоа вашиот лаптоп или центар за услуги кој што е блиску до вас, или пак центар за услуги кој што независно каде живеете и од каде доаѓате можете да го користите, не мора да одите во подрачната единица токму во вашето населено место, може и во некој друго, да се доближиме до граѓаните на вистински начин, а со зголемување на бројот на услуги да го разбиеме тој линк помеѓу администрацијата, корупцијата и неефикасноста према граѓанинот. Една од услугите кои што скоро промовиравме на Министерството за внатрешни работи, апликацијата за лиценца за поседување оружје, и бев доста и нападнат и прашуван зошто токму на ова се фокусираме, дали тоа е прв приоритет во државата, но кога процес на аплицирање за оружје е најголем извор на корупција и кога институциите можат да чуваат ваш предмет по 6 месеци, 1 година, 2 години, да не ви одговорат, не позитивно или негативно, туку никако да не ви одговорат, заради тоа што очекуваат од вас некаква награда, тоа е основниот извор на корупција и затоа секако по иницијатива на Министерството за внатрешни работи целосно го завртевме процесот. Прво аплицирате, тие ве проверуваат дали сте соодветен, дали ги имате потребните дозволи, дали сте деловно способни, немате некакви забрани, а потоа кога ќе бидете одобрени одете во постапка на тренинг, обука и секако полагање за таа обука. Се што следи потоа. Заштедуваме средства и не предизвикуваме можности за корупција. Добро, и уште еден брзо момент. Функционира, го проверив неколку пати, брзо функционира порталот, така што со среќа нека ви порталот е добар. И во убава боја, тоа морам само да го споменам, ми се допаѓа дизајнот. Современ и минималистички едноставно, како што треба да биде. Да, како што треба. Да, и да не биде обтоварување со бои, се разбира, и да биде разбирлив и да биде читлив. Се она што сакав да го искоментирам во еден дел, вас слушав министер кога зборевте зошто го правите се ова. Реално граѓаните има и голем проблем наназад години, зависи од расположението на луѓето на шалтер, дента, дали сакам да ти дадам дозвола или не сакам да ти дадам печат, потпис и што и да ти треба извод на крајот од денот. Така што се надеваме дека ќе истраете во овој процес. Модерно време, модерни технологии, еве забележавте за колку куса го проверивме и сајтот, користејќи ги паметните телефони, како вие планирате да ги подобрите услугите за граѓаните преку апликација? Аплициравме заедно со Украинското Министерство за дигитална трансформација, која што има една од најдобрите апликации во Европа за
складирање на електронски документи и основни електронски услуги, апликацијата ДИА. Заедно аплициравме на еден проект кај Европската унија на Дигитална Европа и добивме грант, кој што бев овластен од владата минатата недела да го потпишам, кој што ќе значи реплика на таа отворена апликација, тоа е апликација која што ја користат повеќе држави, реплика во Македонија на Android и на iOS. Каква е таа апликација? Идејата е вашата лична карта и возачка дозвола да бидат складирани како електронски документ. Добре. И тие да може да ги користите насекаде без да ја покажувате вашата физичка лична карта или возачка дозвола. Сте ја заборавиле, ви останала дома, едноставно не ја носите во моментот со вас, ќе може преку онлайн валидација во самата апликација да покажете дека токму тоа сте вие. Што значи доказот за лична карта да го дадете преку вашиот мобилен телефон. Преку поврзување со централниот регистар на население се проверуваат податоците дали се вистинските, дали се точни и податокот целосно се валидира. Освен овој прв елемент, таа е замислена како супер апликација. Практично сите услуги од порталот, особено најкористените во првата фаза, ќе ги закачиме на апликацијата и потоа таа на многу лесен, многу интуитивен начин, направена многу едноставно, да добиете секоја услуга на вашиот мобилен телефон. Од аплицирање за кредит, за субвенција, за во училиште, за градинка за деца, до изводи од документи и така натаму, сите овие работи да бидат достапни на мобилниот телефон, а верификацијата се врши директно преку мобилниот телефон. Тоа некаде веќе функционира одлично. Целосна револуција направија на услугите. Функционира перфектно во Украина од 2019 година. Тој пример го копираше Полска и Естонија, што значи имаше една комуникација прво да Украина учи од Естонија како да ги дигитализира регистрите, знаејќи дека Естонија е една од најразвиените држави во поглед на дигитализацијата на јавните услуги, но во последната фаза Естонија учеше од Украина како да искористи оваа супер апликација, така што стануваме пионери по ова прашање. Нема држава од регионот која што има ваква. Така е, нема држава од регионот која што има оваа апликација, нешто слично има Грција, но мислам дека ќе бидеме предводници во регионот. Министре, во контекст, гледач, по случаен пат, порака, извод народен и нарачан пред еден месец онлайн, се уште не е стасан. Што во ваква ситуација? Ова се проблемите кои што ќе се појавуваат. Најчесто станува збор за места каде што немаме подписник, електронски подписник, затоа што тие одат се уште по матични подрачја. Добра работа е што од 1 јануари управата за водење матични книги доаѓа под Министерството за дигитална трансформација и малку посериозно ќе се посветиме на оваа управа, иако сега важи за извор на корупција и на неефикасност. Ова се случува често, но ја да одговорам најдиректно на прашањето со контакт со нашиот контакт центар. Веднаш ќе бидат изработени ваквите документи, најверојатно станува збор за некој застој. Имаме 4 телефонски броеви, 3 се на македонски, 1 на албански, и секој од корисниците може да побара, веднаш се прави документот. И уште една тема, речи ако сме подготвени, може да ја илустрираме со песната која што беше предвидена за блокот информации од Тоше Проески. Се најавува нов проект кој ќе биде посветен на животот и делото на нашата најголема звезда, како што беше кажано, во следните 2 години ќе се снима игран филм, документарен и ТВ серија во неколку продолженија, кои ќе ги прослават неговите живот, дело и мисија. Тоше не беше само музичка икона за Македонија, туку и за целиот Балкан, и овој проект ќе има големо регионално значење, а е финансиран од средствата на Министерството за дигитална трансформација. Па како се роди идејата, од каде дојде овој проект токму сега да се случува и зошто толку доцна? Ова е нешто што навистина е потребно и се зборуваше многу за документарен филм за Тоше. Јас сум од генерацијата која што порасна со Тоше Проески заедно. Не можам да кажам само со музиката, туку и со тоа што го правеше како човек. 91-а сте веќе откриеме тука некаде, да. Знаете, оние најубавите години кога излегувате, кога се дружите, јас пораснав со таа музика и со тој човек. И јас си го поставав истото прашање, зашто никој не посветува внимание на правење на отпечаток од звездата која што знаеме каква звезда беше. Знаејќи дека во светот се снимаат филмови за прашања кои што, односно за луѓе кои што и не биле толкави звезди, кои што не оставиле таков печат врз една нација. Навистина јас си го поставав тоа прашање, морам да кажам дека поттекна од Македонската радиотелевизија и копродукции од Балканот и од Македонија како идеја.
но секако инспирацијата, иницијативата главно ја предводеше премиерот Христијан Мицкоски и во координација со министерот за култура, премиерот и министерот за финансии. И што е многу важно, семејството на Тоше ја поддржа идејата, така се согласува. Мислам дека копродукцијата и Македонската радио телевизија веќе разговарале, веќе го имаат направено концепт планот, излегува со еден многу сериозен план пред нас и многу брзо, да речам, во едно попладне се изнајдоа средства. Во 2 години ќе го финансираме со повеќе од 95 милиони денари во копродукцијски формат и мислам дека ова ќе биде нешто на што ќе можеме да се гордееме наредните 2 години. Прво во подготовката, во снимањето ќе биде искуство за сите нас и се радувам на тоа дека оваа влада еден од првите чекори што ги прави во првите 6 месеци е нешто вакво, да се одбележи, да се остави печат за идните генерации. За идните генерации, за човек кој што тие за жал нема да можат да го запознаат како што сме го запознале сите ние посредно или непосредно. А кој што остави таков печат, да во последните 30 години мислам дека немаме друг човек кој што оставил таков печаток врз целата нација. И изгубивме можеби таков човек и звездан, но мислам дека добивме шанса да покажеме како знаме да се ги вреднуваме современите херои. Да ја овековечиме неговата аура, нека не следи, нека не чува низ годините, нека не води неговата емоција. Се надевам дека ќе ни успее, мислам дека планот и проектот се добри и се надевам дека ќе ни успее да го промовираме на вистински начин како што тој најмногу би сакал, скромно, посветено и откривајќи го тоа што беше тој, а беше не само звезда, туку и ангел чувар на оваа нација. Скромно, од љубов, со љубов и од срце. Како што тоа милуваше да го каже Тоше. Благодариме министре, Стефан Андоновски беше тоа, министер од дигитална трансформација.